Недостигот на работници во некои индустријски гранки го намалува производството и до 25%. Во февруари просечното искористување на индустријските капацитети било неполни 70, односно 68,8%. Најголем удар во оваа статистика има текстилната индустрија, каде намалувањето на обемот на производството од февруари продолжува и во март. Текстилното производство, поточно производството на конфекција или на облека, со години назад бележи постојан пад од 3 до 5% годишно, и тоа е падот на бројот на вработени и падот на индустријско производство. И ова е резултат на повеќе фактори, недостигот на работна сила, другиот фактор е зголемувањето на платите и постепено фактички имаме намалување на купни обем на производство во оваа гранка. Доколку негативната тенденција продолжи, текстилната индустрија ќе се соочи со дополнителни проблеми. Доколку продолжат овие тенденции, текстилната индустрија нема некоја иднина. Покрај тоа, многу малку се обрнува внимание и на промовирање на оваа професија, затоа што некако како да не е интересна, но светските движења и движењата во Европа, посебно кај што текстилот се повеќе се враќа, тоа до нашите надлежни некако не допира. Бидејќи проблемот е алармантен, прашањето е како производството и фирмите да се стабилизираат со намален број на вработени и со се поголеми трошоци. Македонија се уште има шанси да работи во текстилната индустрија, за тоа ќе треба само да се подобрат условите во однос на технолошката опременост, значи набавката на посовремени и автоматски машини, за да може да се издржи ваквиот притисок од порастот на платите, кој е предизвикано од два фактора. Едниот фактор е заради немање на работна сила, а другиот фактор е со административното покачување на минималната плата од страна на владата. Иако добар дел од јавноста смета дека текстилниот сектор крие резерви и во работењето и во профитот, извозната статистика покажува друго, односно намалување. Ова значи дека во релативно краток период ќе бидеме сведоци на затварање на текстилни фирми, селидба на вработени и куп социјално-економски неизвестности. Овој процес во понапредна фаза веќе се одвива во кожарството, каде работењето е речиси неисплатливо.